Владината одлука за раскинување на договорот за концесија за потенцијалниот рудник кај Иловица е политичка и спротивна на дадените официјални изјави дека се чека управниот суд да донесе одлука по оваа прашање. Ова е ставот на компанијата Euromax Resources откако владата еднострано го раскина договорот со објаснување дека концесионерот не ја доставил потребната документација за добивање дозвола за експлоатација на минерални суровини во рок од 4 години. Од компанијата информира дека правдата ќе ја бараат пред меѓународен суд. Euromax назначи меѓународна адвокатска фирма да се подготви за таквиот исход. Убедени сме дека Euromax има силни аргументи за меѓународна заштита на инвеститорите, а македонската влада треба да биде сигурна дека компанијата е подготвена да ги исцрпи сите домашни и меѓународни лекови. Стои во соопштението на Euromax. Оттаму потенцира дека во последните 5 години инвестирале повеќе милиони евра за проектот рудник за бакар и злато кај Иловица и со ваквата одлука државата испраќа лош сигнал за потенцијалните инвеститори. Активистите од Здрава Котлина од Струмица вчера го изразија своето задоволство што конечно бил раскинат договорот за концесија за рудникот кај Иловица. Значи, дефинитивно таму нема да се гради рудник, бидејќи концесијата, ова е првата концесија на Euromax, но на неја се лежат минералните ресурси, значи бакарот и златото се таму, така да за втората концесија која ќе истекува во 16 јануари 2020 година и ќе нема поента да се прави ни брана, ни други индустријски објекти, бидејќи едноставно нема да има руда. Дефинитивно Euromax треба да си ги пакуваат коферите и да си заминат. Значи, после 3 години, ова е круна на успехот на граѓаните, на еколошките организации, на Сдружената иницијатива и на крај на ден на владата. Договорот за концесија за Иловица беше склучен во 2012 за време на претходната влада меѓу тогашниот министер за економија Валјон Сарачини и компанијата Phelps Dodge Vardar. Потоа беше купена од Euromax, со која беше усогласен договорот со подпис на тогашниот министер за економија Беким Недзири. Паралелно, Euromax има поднесено тужби и до управниот суд за неиздадената дозвола за експлоатација на минерални суровини од Иловица.